Прифаќањето на тиранската платформа од уценетиот Заев води кон редефинирање и разнебитување на Македонија, обвинува ВМРО ДПМН. Тој според оваа партија прв овозможил дебата за оспорување на македонскиот идентитет и федерализација на државата. Зоран Заев и СДСМ ниту еднаш не ги осудија овие изјави. Повторно го охрабруваме и повикуваме Зоран Заев да ја одбие оваа тиранска платформа, а доколку го стори тоа, ВМРО ДПМН ќе му даде поддршка да формира влада. Дополнително, како што рече Пешевска, партнерите на Заев како Зијадин Села го негираат идентитетот. Токму Села и натаму е во фокусот, не само со изјавите околу идентитетот и државните символи, туку и дека македонците ќе станеле технолошки вишок. Dhe Ministrit Rajonale të Pushtetit Qendror këtu në Strug nuk do të kenë 20% shqiptar ose vetëm 10% shqiptar ose as pak. 65% do të jenë shqiptar, ndërsa maqedonasit do dalin te prizë teknologjike sepse na kanë zonë votet tona. Од ВМРО ДПМН неколку пати го прозваа Заев да излезе пред граѓаните и да објасни дека ја прифатил албанската платформа. Потврда стигне од Мухамед Зекири од СДСМ и Изет Меджити од ДУИ. Dhe për të gjitha pika keni pajtim me LSD-n. Për të gjitha. Absolutisht. Apo jo? Për të gjitha pikat pa përjashtim. Dhe të Zekiri, keni përqim për të gjitha pajtojnë me të gjitha pikat e platformës pa përjashtim? Ne kemi thënë LSD s'ka problem me deklaratën, se tash u bë platforma me deklaratën, me kërkesat, po deklaratën, me kërkesat. Jemi në bisedime, jemi në përfundim këtyre bisedimeve, nuk kemi çka do të fshehim prej qytetarëve. Последен во низата со став за федерализацијата беше дипломатот Ван Хауте, кој посредуваше во преговорите меѓу политичките партии. Тој вели дека федерализацијата не представува зло, дури и за држава каква што е Македонија, и дека во федерација може да се добијат големи права од централната власт.